Традиционална прослава на празникот Света Петка денес имаше во Почер планинското село Варвара. Прославата започна предпладне со празнична богослужба, а потоа свештениците ги режеа славските колачи принесени од кумовите, а беше извршен и водосвет. И бескрвна жртва во чест и спомен на преподобната Параскева, прими ја во Твојот свет небесен жртвеник и освети ја со благодата на Твојот свет Дух. Амин. Уште Ти ја принесуваме и оваа словесни бескрвна жртва во чест и спомен на преподобна Параскева Петка, прими ја во Твојот свет небесен жртвеник и освети ја со благодата на Твојот свет Дух. Па како по традиција на 8.8. Во чест на Света Петка Римјанка, празникот го бележуваме на начин како што може да видите. Значи, оние црковни церемонии, најнапред литургија, после кршење на лебот, тоа е она што се обавува во црквата. После тоа следува братско-сестринска трпеза на љубовта, пропратена со музика, со забава, нели? Кај нас нашата слава, ние никогаш немаме прекин во славата. Значи, за време на комунизмот горните села сите имаја прекин. Ние имаме континуитет и затоа бројноста на луѓето што доаѓа на славата не е како што гледате поголема. Беше присутен и владиката на сабелешната литургија и на него основни карактеристики му кажавме, со кои што и тој потврди дека да, тоа така треба да биде. Значи, ние, традицијата и религијата сме ги помешале. Тоа го одбележуваме на начин како сега што можете да го видите. И владиката ни даде потврда дека е убаво кога религијата и традицијата се поврзуваат. Па да, минатата година син ми ја пронеде паричката и годинава сме кумови на Света Петка во Варвара. Неко ние сме потекло од Варвара, свекор ми е потекло од Варвара. Секоја година учествуваме на овој празник, така да и годинава среќни и весели. По оделењето на парчињата од славскиот колач се јавија и верниците кај кои се паднаа парички, со што тие стануваат кумови за одбележување на празникот наредната година. Чувството е преголемо. Ние сме дојдени тука од Вешта жена, друштвото од Вешта жена, мислим со Жана, за да помогнеме тука во црквата, за испомош, што треба да помогнеме. И така паричето мене ми падна, тоа задоволството е преголемо. На овој празник, особено на Света Петка, кој е голем празник. Сите се молиме на Света Петка за здравје и парицето да ти падне стварно е големо задоволство. Јас сум пресреќна за тоа. Па среќни смо, се надевамо среќа ќе ни донесе, више унавикани прејде од Вешта жена да си ги собирамо паричките. Како што е традиција, сите присутни беа почестени со празничен ручек. Верниците задоволни што ваквата традиција од година в година станува се побогата. Овде во Варвара доаѓаат секогаш кога можат, за да се поклонат пред иконата на Света Петка, да запалат свеќа за нивно здравје и здравје на нивните најблиски. Јас сум од Тетово, прв пат доаѓам тука, стварно е многу убаво, атмосферата е прекрасна, исто јас сум од Вештите жени. Сум дошла да помогнам на овој прекрасен ден на Света Петка, да ми даде здравје, среќа, убавина и така. Доаѓаме од Куманово, за прв пат на овој ден сме тука. Бевме во мај месец за Вешта жена, многу ни се бендиса местоположбата на манастирот и гостопримството на самите луѓе што го одржаваат манастирот. И сега како повикани за овој ден, баш такавме и паричето кај нас да се падне, да бидеме куми, но сме стрпливи, може до година ќе бидеме. Сигурно, нека биде со среќа и на жените од Вешта жена што им се падна паричето, а исто како и на нас да е. Нека е за многу години и среќен празник на сите. Празнувањето продолжи со народни ора.